Гледачи, вие сте во најновото издание на Откриени тајни. Нов концепт, па и не е веќе нов, подолго време сме со овој начин на изведба на нашите емисии, каде што ги представуваме овие теми во форма на мини мотивацијски предавања. Станува збор за 24 карактеристики на генијалците кои што ги обработуваме, кои што се откриени во 80-те години од доктор Алфред Бариус. Самиот доктор Алфред Бариус има откриено дека сите генијалци, со други зборови успешни луѓе, поради тоа што кога ќе кажам генијалци имаме тенденција да се фиксираме на Ајнштајн или на Никола Тесла и така натаму, но имаме многу генијални умови, многу генијални генијалци околу нас во секојдневието кои што се фактички успешни луѓе. Она што е за мене битно е дека доктор Алфред Бариус има откриено дека овие карактеристики не се генетски предиспозиции, значи не се предодредени само за некои луѓе, туку се карактерни особини и може секој еден од нас да ги метне во својот карактер и впрочем тоа е и целта на овој серијал и на овие емисии да ги обработиме тие 24 карактеристики на генијалците. За тие кои што се нови, кои што не следат од оваа емисија, им посакувам добре дојде и ги упатувам на социјалните мрежи, особено на мојот YouTube канал, каде што можат да ги проследат оние кои што ги имаат пропуштено до сега. Минатата емисија зборувавме за други карактеристики, каде што зборував за премногу мислење, како стравот не тера премногу да мислиме да не бидеме фактички. Поради тоа што имаше особен интерес на оваа тема, ќе продолжам малку на оваа тема со една друга карактеристика која што денеска ќе обработиме. Денеска ќе зборуваме за иницијатива. И доктор Алфред Бариус вели дека генијалците се трагачи по можности. Фактички дека не се плашат од иницијатива, и вели генијалците се трагачи по можности. Бидете подготвени да прифатите работа која што другите не би се ни осудиле да ја допрат. И вели никогаш не се плашите да го испробате непознатото. Секогаш станува збор за испробувања конструктивни работи, секогаш зборуваме за конструктивни цели, секогаш зборуваме за нешто кое што ни носи успех, кој што ни носи опстанок. Сите овие 24 карактеристики се однесуваат за позитивни работи во нашиот живот. И ако ја земеме оваа карактеристика, и ако размислиме за иницијативата, и ако го надминуваме стравот да искусиме нешто непознато, фактички зборува за излегување од нашата зона на удобност. Ја во претходните емисии зборував за таа зона на удобност и рековме дека ако ова е зоната на удобност, каде што ние све удобни, каде што све знаеме, кога ќе поставиме некоја цел, која што е поголема, која што ќе сакаме да ја постигнеме, можеби сакаме да преземеме некое ново работно место. И тоа ни е непознато. И од тој контекст, вели, не се плашете да го испробате непознатото, со други зборови да отидете кон некоја конструктивна цел, која што едноставно треба да не донесе на повисоко ниво на опстанок. Можеби е подобро работно место, можеби е подобра работа, можеби е нешто кое што ни исполнува повеќе професионално. И кога ќе излеземе од таа зона на удобност, оваа зона е непозната сфера, која што едноставно животот ќе не научи како да ја контролираме, поради тоа што едноставно ќе научиме работи кои што треба да ги научиме за да можеме да дојдеме и да ја постигнеме целта која што ја сакаме. Но она што сакам денеска да го зборам, а како што кажав е поврзано со претходната емисија, а тоа е премислување. И реков во неа дека америчките индијанци имаат нешто кое што го викаат болест од предолго мислење. Колку повеќе мислиме, фактички ја разбуричкуваме нашата потсвест која што има многу негативни работи, многу стравови, многу порази и така натаму во нас. И многу често донесуваме одлука, знаеме што е тоа што треба да го правиме, можеби сакаме да тргнеме кон таа цел, но стравот од непознатото не тера да се вратиме назад и тогаш почнуваме да мислиме премногу, едноставно да бидеме, да не бидеме, не ни дозволува да бидеме, едноставно почнуваме да мислиме премногу и на тој начин почнуваме да паѓаме со емоциите, почнуваме да се стопираме затоа што почнуваме да мислиме на негативните последици, на негативните работи кои што може да се случат поради тоа што во нашата потсвест имаме снимено негативни работи, тој страв почнува да не ги побудува тие негативни работи кои што имаат за цел наводници да не спречат од нов пораз и поради тоа се јавува тој страв и поради тоа се остануваме у зоната која што ја чувствуваме како удобна зона. Сега кога зборам за иницијатива и како ова е поврзано со премногу мислење, секако дека она што го спомнав во претходната емисија, дека многу често луѓето се плашат да тргнат да направат нешто поради стравот од последиците. Сега, човек кој што сака да преземе иницијатива, или нема страв од последици, едноставно, или пак е волен да ги превземе последиците од акцијата која што тој ќе ја превземе. Она што многу често го обзервираме дека луѓето, за жал, околу нас, честопати не фиксираат на грешката или нешто ако не испадне како што треба. Сме имале добра намера, сме сакале нешто да направиме, но не испаднало како што треба и однаш
почнуваат да не тераат да мислиме, окей, сгреши, не требаше тоа да го направиш и така натаму и така натаму. Убаво е да сватиме зашто сме сгрешиле, но во претходните емисии исто така кажав дека позитивната критика, односно давање акцент на позитивното, храбрењето, бодрењето е многу подобар начин како да се коригира една индивидуа. Ако имаме страв од последици, што е тоа што може да се деси, тогаш нема да сакаме да имаме иницијатива, поради тоа што ќе се плашиме да не сгрешиме. Она што го кажав во првата емисија од овој нов серијал, реков дека човекот мора да има слобода да греши и колку повеќе имаме слобода да грешиме, толку помалку грешки правиме. Колку повеќе сме сконцентрирани да не сгрешиме, толку повеќе грешки ќе правиме поради тоа што умот едноставно го фиксираме на грешката. Сега, ова е поврзано со една тема која што особено ми е драга и сакам да ја дискутирам поради тоа што мислам дека во нашиот живот скоро кај секој си има случајно она што ќе го кажам сега. А тоа е поврзано со сериозноста и со несериозноста. Често пати во нашиот живот и постои имаме тенденција да мислиме дека сериозноста и сериозните луѓе се одговорни. Или колку посериозно и пристапиме на некоја работа, толку сме поодговорни. Колку по-ноншалантно, колку сме по-весели во врска со нештото, колку сме по-позитивни, колку сме повеќе со духот на играта, кога ги пристапаме и приоѓаме на некоја работа, често пати околината околу нас, која што е посериозна, знае да ни каже немој да и приоѓеш на оваа работа несериозно. Мора да бидеш посериозен. Животот не е лесен, животот е тежок. Не можеш вака ти да поминеш ни животот. Едноставно мораш да му приоѓеш сериозно за да можеш да имаш решение. И ако се присетиме, ја направив анализа на мојот живот, може би убаво ако сакате, ве поканувам вие да направите анализа на вашиот живот. Колку посериозно сум ми пришол на некоја работа. Сериозно не мислам дека сум сакал да најдам сериозно не значи одговорно, но исто така сериозно не значи и неодговорно. Поради тоа што сериозноста, она што сакам да го кажам, нема никаква врска со одговорноста, нит па несериозноста има врска со одговорноста. Еден човек може да е многу високо со емоциите и луѓето кои што се под неговите емоции, особено луѓето што се лути, антагонистични, огорчени, имаат тенденција да ги убедат другите луѓе дека мора да бидат посериозни. Може би некогаш сте приметиле и секогаш кажувам во нашиот живот сите сме во истиот проблем. Животот ни носи болки, ни носи удари и луѓето кои што стануваат лути, огорчени, антагонистични, едноставно нас собрале трауми од животот и се спуштиле на тоа ниво и тога животот почнува да изгледа многу посериозен. И поради тоа што луѓето се плашат од идни порази, почнуваат да мислат дека многу повнимателно треба да им се приде на работите со премногу мислење. На некој начин два пати размисли, еднаш направи или како и да е. Имаме многу поговорки, не дека некој од нив не се точни, но често пати имаме ситуација во животот, јас знам, во мојата околина, кога имало многу сериозни луѓе, ме убедиле дека единствениот начин да ја завршам некоја работа и да ја придам многу сериозно. И во мојот живот имало многу често ситуации кога сум бил многу ноншалантен, кога едноставно сум ги завршувал работите, не знам, уз лежерен муабет, на кафе, со позитивни емоции, или не знам, дома ќе сме земале да исчистиме или да ја средиме куќата со песна, со музика, и едноставно работата иде многу лесно. И одеднаш ако имате некој сериозен во околината, ќе рече, гаси музиката, дај сериозно да се фатиме со, и одеднаш ќе почнеш да кршиш работи по домот. Поради тоа што сериозноста на некој начин ве стопира. Убавината на животот и енергијата е да имаме тек на енергијата. Ете, колку сме посериозни во животот, повеќе гледаме у проблемот и у стопот. Колку сме по-несериозни, пак ќе кажам, несериозноста имаме тенденција да ја поврземе со неодговорност затоа што така сме индоктринирани на некој начин. Колку со повисоки емоции пристапиме на работите, со други зборови помалку мислиме на последиците, што фактички ни кажуваат сериозните луѓе. Внимавај на последиците. Пази да не сгрешиш. Внимавај да не ти се деси тоа и тоа и тоа и тоа. И колку повеќе ве фиксираат на тоа негативно, секако дека посериозни стануваме. Луѓето кои што се повисоки со емоциите воопшто не ни мислат на нешто негативно дека може да се деси, поради тоа што имаат оптимизам, имаат ентузијазам. Ентузијазмот како емоција
не ни предпоставува дека нешто негативно може да се деси. Не значи дека не треба да размислиме, односно дека не треба да ги спланираме работите. Многу често тоа го правиме многу брзо. Но ако немаме стравови, или ако немаме можеби сериозност околу нас, многу полесно ни одат работите. Како песна, како игра, колку често на работата, ако сте имале луѓе кои што се високи, кои што ги прават работите со забава, со шала, едноставно конструктивна шала, не негативна шала, некојаш има негативна шала, едноставно конструктивно ги прават работите со позитивна емоција, целата работа ќе се заврши многу брзо и ќе се дојде до крајниот резултат. И тоа е одговорност за мене, да дојдеме до целта, да дојдеме до посекуваниот резултат. Зашто да не мораме тоа да го направиме со позитивни емоции, со позитивна енергија? Но пак ќе кажам, некоја животот не толчи. Едноставно собираме трауми, собираме негативна енергија, стануваме ние негативни и одеднаш почнуваме да го имаме тој став дека животот е сериозен и дека не е лесно, и дека не игра, и дека едноставно мораме да размислиме два пати, мора да мислиш на последиците и така натаму, и така натаму, и така натаму. Но ако мислиме на последиците, видите, веќе универзумот физички е чекор пред нас. Често пати разговарам со луѓето да направат нешто што го сакаат. Имаат некаква идеја, сакаат иницијатива да преземат некоја позитивна промена во нивниот живот. И одеднаш се јавува тој страв, се јавува таа загриженост од последиците и луѓето ќе им рече: "Океј, овие финансии што ги имаш, океј, па инвестирај ги во тоа патување во кое што толку време сакаш да отидеш да го направиш тоа." Да, ама знаеш што, тргнати со овие финансии за не да Боже бойлерот да не се направи, да не се расипе, колата да не ми се расипе. И што се случува? Му даваме толку многу важност на физичкиот универзум, на колата, на шпоретот, на не да Боже нешто да не се деси лошо, и тргаме пари за тоа. Не дека не треба да имаме пари на страна, не сакам тоа да го кажам, но едноставно треба да инвестираме и во иницијативата на конструктивните и креативните духовни умствени работи кои што можеби сме сакале долго време да ги направиме. Животот колку по-несериозно го сватиме, на некој начин преку игра, преку забава, со позитивни емоции, толку по-лесно ги надминуваме препреките кои што животот не ги става за да дојдеме до нив. Ако оваа целта, рековме дека имаме препреки кои што мораме да ги надминеме за да дојдеме до целта. Колку сме по-сериозни, толку повеќе се фиксираме на препреките. Колку сме по-високо со емоциите, така да се изразам, тоест несериозни, толку повеќе гледаме во решението и толку повеќе гледаме во целта која што сакаме да ја постигнеме и во позитивното искуство и бенефит од постигнување на целта, а не од стравот. Ке се вратам повторно на дадени ситуации кои во мојот живот едноставно бев така несериозен и едноставно високо со емоциите и многу од работите многу брзо ги завршив, имав огромен успех. И во еден момент околината почна да ме убедува дека морам посериозно да работам, дека тоа не е вистинскиот начин, дека мора да си посериозен. И еден ден реков: "Океј, сега ќе бидам сериозен. Сериозно ќе им пристапам на работите." Едноставно ништо не ми тргна од рак. Оно што го сакам да им го кажам на луѓето често пати е, сега, не значи ова, кога ќе го кажам ова, не е никаква мистичност, нема никакво екстра значење. Ајде да кажеме физичкиот универзум кој што се препреките за постигнување на целта. А препреките обично што се? Немаме пари, немаме време, не знам, немам превоз, едноставно физички работи. Имаме идеја, идејата ни е целта која што сакаме да ја постигнеме, тоа сме ние, имаме некаква идеја која што сакаме да ја реализираме, и после тоа што се случува, имаме препреки од физичкиот универзум кои што ни се јавуваат на патот до нас. Колку сме посериозни? Гледате, ако почнеме да размислуваме да не се дупне гума, па сега ќе тргнем на пат, ама ако се дупне гума, или ако се деси ова, или ако ми се деси ова, или ако ми се деси, одеднаш почнуваме да мислиме на препреките, даваме акцент на физичкиот универзум и со нашиот ум, со нашето внимание му даваме валидизација или потврда на стопот. Даваме потврда на препреката. А она што треба да го направиме е едноставно да најдеме решение да дојдеме до целта. И тоа е тоа кое што сакам да го кажам. Колку сме по-несериозни, колку повеќе имаме дух на игра, физичкиот универзум не знае како да не се спротивстави. Поради тоа што детскиот дух, таа позитивна енергија, едноставно го покорува физичкиот универзум и препреките, поради тоа што веруваме во целта, веруваме во животот дека е забавен, веруваме дека игра. И едноставно, дури ако се соочиме со препреките, ако не ги земеме премногу сериозно, можеме многу
полесно да го најдеме решението и да го решиме. И знам дека има многу проблеми кои што не се лесни. Ова можеби не звучи убаво за некој кој што стварно има тешки проблеми во животот и вистина е дека имаме моменти кои што стварно не се лесни. Не зборам за такви драстични или по живот загрижувачки моменти, кои што знам дека не е лесно да се премостат. Но често пати, едноставно ние, со нашата сериозност за многу поблаги работи, почнуваме да ги правиме поголеми и посложени и посериозни, ако им пристапиме сериозно на многу од работите или на многу од проблемите. Океј, тоа беше тоа што сакав да го поврзам со премногу мислење. Поради тоа што бевте заинтересирани за претходната емисија за премногу мислење. Таму не го спомнав овој момент за сериозноста и несериозноста, но колку сме посериозни, толку повеќе почнуваме да мислиме и да премислуваме. Колку сме едноставно повисоко со емоциите, знаеме, веруваме во себе и знаеме дека можеме да ги надминеме сите проблеми и сите препреки кои што ќе ни дојдат на патот кон постигнување на целта. Поради тоа, ако тргнеме со овој став на иницијатива од тој аспект, дека не се плашиме од последиците, па што и да имаме сакаме да искреираме секојаш позитивно, но некогаш искрируваме некоја негативна работа. Ако преземеме одговорност за тоа, едноставно можеме повторно да продолжиме на патот. За секоја грешка, една од карактеристиките на генијалците во претходните емисии рековме дека може да преземат одговорност и да признаат дека сгрешиле и на тој начин имаат повеќе контрола во својот живот. Сега, ако зборуваме за иницијатива, сакам да го кажам само што за оваа емисија. Во една група многу убаво да се работи кога имате група која што е полна со иницијатива. Тоа значи дека околината е толку позитивна што не ги фиксира на можните катастрофални грешки или последици и така натаму. Едноставно имате позитивна атмосфера каде што се верува во луѓето, се верува во нивниот разум, во нивната иницијатива и секој има иницијатива да направи нешто. Но што се случува во моментот кога групата почнува да ја губи иницијативата? Сега ќе зборам за нешто кое што исто мислам дека е на некој начин почнува да се губи како уметност, како способност во нашиот живот и постоење. Во моментот кога иницијативата во групата ќе ја снема, едно нешто што мора да се деси е некој да го покаже патот. Со други зборови да даде некоја наредба во групата. Една од карактеристиките на лидерството, огромна карактеристиката на лидерот е дека лидерот може да даде наредба. Гледате, такви времиња дојдоа да дури самиот збор наредба, ова што го кажувам, некои луѓе мислат дека има негативна конотација и не мораш тоа да го кажеш наредба. Океј, нека биде упатство, нека биде да ви ја посочува целта. Нешто ти кажува како задача дека треба да го постигнеш. Но нема ништо лошо и во самиот збор наредба. Наредба може да биде издадена со позитивни емоции и мислам дека има негативна конотација зборот наредба затоа што многу често наредбите се даваат од антагонизам, од љутина, со викање и така натаму. Не зборам за таков лидер. Гледате, денеска има дистинкција помеѓу што е лидер, а што е менаџер. Можеби на врвот би требало и менаџерот да ги има лидерските способности и лидерот да ги има менаџерските способности, иако знам дека тоа е направено разлика како карактерни способности и особини, но можеме да развиеме многу други карактеристики кои што можеби и не ни се природни на нас да ги имаме. Поради тоа е дел и тоа е и целта на оваа емисија. За некои од овие карактеристики не ни знаев дека постојат. Она што сакам да го кажам е дека во моментот кога групата ќе изгуби иницијатива, со други зборови одговорност, иницијативата е одговорност, мора да се појави човек, лидер, кој што ќе даде упатство, да не кажам наредба, или некој кој што ќе ја посочи целта и ќе види дека е завршена работата. Поради тоа што групата се обединува според наредбата, односно според целта. Ако јас ја покажам целта, им кажам на другите луѓе, сега секој од вас треба да направи нешто за да стигнеме до таа цел, и ја обединувам групата. Ако имате човек кој што е менаџер, кој што е лидер, како сакате, кажете го овие термини и ги поврзувам во оваа емисија, некој кој што води. Ако имате човек кој што не знае да даде упатство, да им каже на луѓето што да прават, некојаш се срами, некојаш мислиме дека не смееме тоа да го направиме, дека е лошо, дека не треба на тој начин да ги контролираме луѓето. Не им правиме услуга, поради тоа што групата која што нема дадено упатство или човек кој што ги води, им кажува каде додат, нема да бидат среќни, нема да бидат продуктивни. Реков во претходните емисии, ако немаме конструктивна цел и игра, почнува групата да измислува деструктивни цели.
целите деструктивни ќе бидат како меѓу себе да се скараат. Кој управо, кој укриво, па овој ти направи тоа, па ти направи тоа, па гледа го он, ајде да го смениме лидерот, ќе почнат озборувања, работи да се прават позади грб и така натаму, затоа што има премногу време. Сега, ако имаме некој кој што ќе обедини групата на целта и ќе им даде упатства, насоки, или пак да го кажам тој збор, наредби, и да гледа дека ги завршиле тие работи, во тој момент групата се обединува. И во една група морате да имате некој, што би го рекол, терало, или некој кој што води. Во мојата фамилија, кога правевме слави, кога правевме гозби, тоа беше мајка ми. Мајка ми знаеше како да даде наредба, како да даде упатство. Речеше Жарко, сестра ми, татко ми, сите беа под команда и под наредба, поради тоа што знаевме дека за 2 дена треба да има гозба и кој се знаеше, она даваше упатство кој што да направи. Додека она не се појавеше на сцената да исконтролира, никој не преземаше иницијатива. Поради тоа, многу е битно. Во животот и знам многу успешни луѓе, кои што својот успех го должат токму на нивните блиски, кои што во дадени моменти ги терале да прават работи наспроти нивната волја. Но гледате, тоа е само дисциплина. Само дисциплината е многу битна и ако некогаш ја немаме нашата етика, едноставно ја немаме таа само дисциплина, тогаш некој треба од страна да дојде и мислејќи ни добро, на некој начин да не натера, да трнеме кон целта која што би ни донела успех и која што ни донела позитивни емоции и едноставно би не донела на повисоко ниво на опстанок. Поради тоа мислам дека оваа карактеристика на лидерство, да се дава упатство, да се иде кон целта, волноста да се превземе одговорноста за успехот, ама и за неуспехот, е нешто кое што секој еден човек треба да го негува и да има храброст да го прави. Поради тоа што ако знаеме која е целта и ако гледаме дека околината не прави ништо во врска со тоа, тогаш мора да почнува да се даваат наредби, упатства, со други зборови да се делегира работа. Тоа е терминот кој што се користи денес. Често пати имате човек кој што не делегира работа, кој што е на висока функција и станува преработен. Може би потекнува тоа од ставот дека он најдобро ќе ја заврши работата, но и самото тоа е инвалидизација некојаш кон другите луѓе. Ако не знаат, треба да ги обучиме како да знаат за да можат и тие да направат својата работа, но исто така и менаџерот, лидерот, раководителот да не биде преработен. Така да кога ќе падне иницијативата, наредно нешто што треба се упатства и насоки кои што треба да не донесат до целта, поради тоа што тие ја обединуваат групата и ја прават цврста и ја прават заедничка. И кога зборуваме за лидерство, кога зборуваме за мотивација и така натаму, човекот кој што води не мора упатствата, наредбите, што и да е да ги даде со негативен тон, може да се дадат со многу позитивен тон, со многу афинитет, со едноставно убава комуникација кон луѓето кои што ги води, впрочем тој ги сака луѓето со кои што работи и соработува и ги разбира и ги знае нивните потенцијали. Но она што е битно е дека луѓето мора да видат во него посветеност, компетентност, знаење, волност и тој доди кон својата цел и едноставно жестина во волноста да се постигне цел. И тоа е тоа што мислам дека секој од нас би го мотивирало. Но едноставно ако само сакаме да бидеме, да им се допаднеме на другите луѓе или едноставно само да не сакаат, често пати сме склони да направиме компромиси, да ги завршиме ние работите место нив, мислејќи дека ако ги оставиме без работа дека на некој начин им правиме услуга. Не е така. Едноставно моралот на луѓето доаѓа од продуктивноста. И секој еден кој што е продуктивен се чувства убаво во една група и се чувства дел од таа група. И поради тоа секој еден мора да има секојдневна задача која што знае како се вклопува во глобалната цел на групата од која што тој е дел. И начинот како се постигне, се заврши работата е преку намерата. Затоа зборував во претходните емисии. Намерата е нашето најмоќно оружје. Ако луѓето знаат дека имаме намера да се постигне, тоа едноставно таа намера и таа детерминираност и одлучност околината ја чувствува, едноставно ќе почнат и тие да ги сработуваат работите кои што се на некој начин нивна задача. Едноставно за на крај да ви кажам дека ви посакувам убаво саботно и за тие што не следат во недела во репризата
неделен ден. За сите оние кои што сте нови, како што спомнав на самиот почеток, ви упатувам на YouTube каналот. Едноставно, ако останав недокажан за некоја работа која што ви интересира, слободно можете да ми скомуницирате на мојот телефон. Имајте убав ден.